За Македонија да тргне напред, потребни се слободни, фер и демократски чисти избори. На 24 април такви избори не може да има. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијските партнери и многу други партии нема да учествуваат на еднострано закажани избори на 24 април. Договорот од Пржино беше склучен да се надмине политичката криза, а не да се продлабочи. Сега секој граѓанин на Македонија лично се увери дека Никола Груевски не сака слободни и фер демократски избори, затоа што знае дека ќе ги загуби. Тоа се вистинските причини поради кои што Никола Груевски не сака прочистен избирачки список и слободни медиуми. Ние, заедно со граѓаните, сме во одбрана на уставниот поредок и демократските принципи на кои што почива независноста на Република Македонија. Основниот, елементарен демократски принцип е еден човек, еден глас. Не фантомски гласачи, туку вистински. Не фантомска волја, туку слободно изразена волја на граѓаните. Без почитување на овој принцип, нарушена е суштинската смисла на демократијата на која што се поставени темелите на современа Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијските партии од оваа борба нема да отстапат. Без прочистен избирачки список и без слободни медиуми нема фер и демократски избори. Точка. Драго ми е што и другите опозицијски партии во државата силно се борат за фер и демократски избори. Драго ми е што и многу активни граѓански организации се борат за истите вредности. Ова е борба за спас на Македонија и во неа заедно сите ќе победиме. По изборите, новата влада, предводена од СДСМ, заедно со граѓаните, ќе обезбеди стабилна, сигурна Македонија, која што ќе продолжи по патот на европските интеграции и ќе биде пример за успешно решавање на предизвиците кои што моментално се исправени пред нашата земја. Благодарам, повелете прашања да дадеме одговор за се што ви интересира. Микрофонот. Студентскиот пленум ве обвинува за молчење кога се гласаше формирањето на новиот универзитет. Како вие го коментирате ова и дали мислите дека новиот универзитет ќе придонесе за подобрување на високото образование? Ние ги знаеме проблемите по севкупниот образовен систем во Република Македонија, вклучително и високото образование. Ние мораме да направиме како земја, сите заедно, исчекори кон враќање на независноста на универзитетите, кон самостојноста на универзитетите и враќање на квалитетот на целокупниот образовен процес. За да се отворат вакви постапки за било какви нови тенденции за нови универзитети или слично, треба да постои јавна расправа, утврдена потреба, кои се заинтересираните студенти или слично, за да може во една нормална земја да се градат вакви ставови. Сите знаат дека проблемите во Македонија не е од недостаток на универзитети. Проблемите во Македонија се од тоа што власта окупирала се во Република Македонија, а со тоа ја уништила и независноста на актуелните и постојните универзитети во Република Македонија. Повелете? Што ако изборите се одржат на 24 април и што ако тие се одржат без СДСМ? Избори на 24 април нема да се одржат. И второ, Социјалдемократскиот сојуз е доволно силен, моќен и поставен, после овие вака отворени процеси пред се вистината за Македонија, да не бидеме само неми посматрачи на еднострани одлуки на владеачките партии. Ние немаме намера на телевизија да гледаме еднострано организирање на избори од страна на власта. За да има избори, мора да има избор. Не може само владеачките партии да тргнат во избори. Така да ни на крај памет не ни паѓа, ниту мислиме дека постои и мала можност да се оди еднострано на избори. Уште еднаш потенцирам. Фер и демократски и регуларни избори се императивот на договорот од Пржино. И изборите ние ги баравме. Изборите се нешто за кое што ние инсистиравме. Но секако, она што е докажано во Македонија и она кое што е договорено во Македонија и тоа што представува условена препорака за преговори за Македонија, се императивот наречен фер, регуларни и демократски избори. Таа е целта кон која што мора сите граѓани да се стремат. Доколку се
точно по закон и по постојната методологија е предвидено период од 85 до 90 дена. Во постојниот закон, затварањето на избирачкиот список после прочистување треба да биде на 5 март. Од денеска до 5 март има 37 дена, ако точно пресметав. Тоа е многу различно од 85 до 90 дена. Точно се знаат операциите за прочистување на избирачкиот список. И еве ќе ги соопштам сите наши аргументации и ставови во делот на прочистувањето на избирачкиот список. Имаме статистичко историско проверување на избирачкиот список, значи претходните избирачки списоци со новите избирачки списоци. Имаме споредување на 10 бази со избирачкиот список. Имаме теренска проверка на избирачкиот список и имаме четвртата главна операција, евентуално бришење на сите недозволиви податоци кои што стојат во избирачкиот список. Ова се четирите главни операции. Содржат подоперации. Ќе ви спомнам неколку, за да биде јасно, тоа е по закон и по постојна методологија. За да има теренска проверка на избирачкиот список, мора да завршат претходните две фази. За да се отпочне, има законска обврска за медиумска кампања за анимирање на граѓаните дека ќе стартуваат комисиите формирани од ДИК за теренска проверка. Мора да бидат обучени представниците на државната администрација, представниците на ДИК и представниците на политичките партии за чување на личните податоци. Еве две подоперации. Затоа се точно пресметливи деновите од 85 до 90 дена. И затоа се силни нашите аргументации. Само ќе ви споменам дека имаше критични моменти во целиот овој преговарачки процес, кога беше тешко да се докажува чија аргументација е посодржајна или поточна. Сега овој пат, барем прочистувањето на избирачките списоци се брои во денови. И од тука не постои никаков фактор во светот што може да каже дека тоа што е 85 може да биде 37 дена. Така да, ДИК, Државната изборна комисија е таа. Не е ниту Заев, ниту Груевски, ниту Мендух Тачи, ниту Али Ахмети, па ниту ни комесарот Хан. Државната изборна комисија е независната институција, која што избравме заедно сите. Во парламент ја гласавме заедно сите. Таа е таа, која што ќе каже кога е неопходното време потребно или кога завршува тоа време за прочистување на избирачкиот список и согласно закон 40 дена јавен увид, 10 дена печатење на избирачкиот список. Законот е јасен, методологијата е јасна. Повелете. Повелете. Како ги коментирате пишувањата во медиумите дека така наречената фабрика за пасоши се наоѓа во домот на Бекири, за кој потврдивте дека е член на СДСМ? Значи, нашите ставови се толку јасни и прецизни од самиот почеток до самиот крај. Што значи тоа? Истрагата треба да покаже што е вистината во овој процес. Не бегаме никаде и впрочем министерот Оливер Спасовски е тој што отвори токму таа истрага. Тоа што Заев се видел со некој човек осомничен, јас само уште еднаш ќе кажам. Јас седам со најголемиот криминалец во државата Никола Груевски и преговарам. А тој седи со осуден криминалец кој што му е присутен во емисија. Криминалот е во мафијата, а мафијата не води државата. И сега ќе ловиме кој тоа е криминалец во државата, има судски инстанци, тие треба да докажат што е точно во одредена истрага или не. Така да повеќе коментари во делот на ова прашање не би можел нешто да додадам или да одземам. Повелете. Како ги коментирате За сите прашања ќе има одговор. Управен суд за Оливер Спасов И Фросина Ременски. Да. Одлуките. Ева вака. Управниот суд донесе времена мерка и ги замрзна решенијата кои што се веќе донесени од двајцата министри. Тоа значи нема пресуди за поништување на решенија и за враќање на претходно поставените. Така да, не знам што изиграва дополнителниот заменик министер Чавков, давајќи наредби. Кој е тој да дава наредби во министерството? Уште еднаш потенцирам, целта на техничката влада е овие двајца министри и тројцата дополнителни заменици министри да се извршат својата улога предвидена во договорот во Пржино и новиот закон за влада. Ги охрабрувам министрите да си го земат министерството под контрола. Власта не знае поинако, освен со политички конфронтации, злоупотребувајќи ги сите институции. Но секој се лаже, ако ние не сме свесни што по устав и по закон има право Оливер Спасовски и Фросина Ременски. Тие се министри со целосни права да имат контрола врз ресорите кои што ги водат, заради тоа што само на тој начин
ќе може да извршат функцијата за која што таму се поставени, а тоа се да бидат контрола на власта и да не дозволат нови злоупотреби кои што се поврзани со изборите. Повелете? Господине Заев, како коментирате однесувањето на Груевски по неговата оставка со оглед на тоа што еве постојано најавува странски инвестиции отвара и така? Јас реков, ќе му беше на Никола Груевски многу полесно ако одамна се ја дадеше својата оставка и заминеше од сите политички функции. После тоа што е соопштено во Република Македонија, можам само да дадам некое оправдување и не знам што би можел друго да прави човекот. Освен лопати, камен темелници и секако горчливиот факт. Уште нови 84.000 пред се млади луѓе да ја напуштат Македонија. Повеќе од 600.000 луѓе напуштиле Македонија. Тоа е резултатот од неговото работење. Може тој да продолжи да фрли лопати колку сака, да најавува колку сака инвестиции, неговото време е завршено. Повеќе Никола Груевски не одлучува во оваа земја. Тоа време заврши и поради тоа можам само да дадам некој си одговор кој што ќе значи што би правил друго човекот, освен тоа што го прави сиве овие години наназад додека е власт. Повелете, други прашања? Господине Заев, Македонија се наоѓа на балканската рута, на патот на бегалците. Според поставеноста на работите, во Сирија војната не завршува, се очекува голем бегалски притисок и во 2016 и голем број луѓе да минат низ нашата земја. Во јавноста се шпекулира дека во однос на нашава политичка криза се гледа низ прсти на актуелната политичка структура во делот на исполнувањето на нивните обврски од Пржинскиот договор. За сметка на тоа Македонија од транзитна земја, низ која само поминуваат бегалците, да стане земја во која ќе се организираат постојани кампови за бегалците кои тука би останувале подолго време. И се зборува за бројки од неколку десетици илјади бегалци. Еве, како ќе ја искоментирате оваа информација која се погласна во јавноста? Значи, ваквите информации за мене се само шпекулации, ништо повеќе, заради тоа што секој упатен човек дома, но и во меѓународната заедница, пред се Европската унија, чиј партнер сме, посебно и во справувањето со оваа бегалска криза, добро се упатени и добро знаат дека само стабилна земја, Република Македонија, може да биде добар партнер во заедничкото справување со кризата. А стабилна Република Македонија знаат веќе и малите деца во Македонија дека може да се случи само со Социјалдемократскиот сојуз и промена на оваа власт која што мора да замине во заборав. Инкриминирана до тој степен власт не може да гарантира никому стабилност, дури и на нивните членови од ВМРО ДПМН, а не на добро упатената меѓународна заедница. Така да апсолутно сето она што Македонија треба во рамките на своите капацитети, на своите можности, во координација со Европската унија да го постигне, грижејќи се секако за фактот на солидарноста на сите овие бегалци кои што се појавуваат овде, кои што транзитираат низ Република Македонија, или да бидам уште поконкретен, секое семејство во Македонија да прими по 10 бегалци не е решение за кризата, а не да отварат кампови или слично во Република Македонија. Овие луѓе, освен ако гледаат Сител телевизија, може да останат во Македонија. Овие луѓе транзитираат низ Македонија и нивна конечна цел се западноевропските крајни дестинации. Повелете? Господине Заев, уште нешто. Значи, според последните информации со методологијата на ДИК се предлага теренска проверка на 100.000 домови. Дали СДСМ се откажа од целосна теренска проверка или пак е тоа поради тоа што нема време и дали ќе бидете задоволни со еден ваков таргет од 100.000? Тоа што представува методологија предложена од Државната изборна комисија, нашиот последен став јасно го кажавме, ние сме подготвени да се откажеме од сите наши сугестии. Тоа значи дека партијата добро проценила што со ваква методологија ќе постигнеме. Тоа е сосема доволно. Тоа што ние веќе го знаеме. Секако потенцирам СДСМ има свој представник во Министерството за внатрешни работи, тоа е министерот за внатрешни работи. Десетици илјади граѓани се фантомски гласачи на избирачкиот список. Избирачкиот список мора да се прочисти. Повеќе од 100.000 граѓани се надвор од странство. Тие мора да се поделат во вториот дел на избирачкиот список. Нивното право за глас не се брише, но по закон од 2014 изборите и сега на овие избори, тие се одделени во посебен избирачки список. Двете цели
кои што мора да се постигнат од прочистувањето на избирачкиот список е да се разделат граѓаните кои што гласат дома и нашите граѓани кои што се во странство во посебен избирачки список за да го изберат своето право дали ќе гласат во ДКП-ата или ќе се гласат дома. Тоа е едната цел и втората цел е да се избришат сите фантомски гласачи кои што ги има во избирачкиот список. Секако со третата операција, теренска проверка на избирачкиот список, ние сме убедени дека ќе постигне тоа целта кон која што и ние стремиме. Повелете? Споменавте, цитирам, избори на 24 април нема да има. На што го темелите ова тврдење? Дали се тие овие податоци што ги спомнувавте околу роковите или можеби имате план Б? Прво, стоиме на сите наши аргументации и реков барем сега овој пат е лесно во политичка конфронтација со политичкиот противник да се докажат на чија страна тежат аргументите. Зошто? Ако за медиумите се убедуваме што е вистински чекор кон независност на медиумите, барем во делот на избирачкиот список тоа е пресметливо во денови. Едноставно треба да се знае математика и да се избројат сите неопходни денови кои што се потребни за избирачкиот список. Тоа се неопходни меѓу 85 и 90 дена. Посилна аргументација, полесно разбирливо од ова здравје. Така да, проверката на избирачкиот список не е само обврска од договорот од Пржино, не е само нешто што е зацртано во закон. Тоа е нешто кое што е обврска на секој политичар во државата, верувам многу повеќе на председател на владеачка партија од председател на опозициона партија. Како тоа мисли Груевски да излезе на избори и да каже ќе одиме со 1.800.011 гласачи? Кога знаеме сите дека жители во Македонија сме помалку од 1.600.000. Кога знаеме дека околу 380.000 се средношколци со незавршени 18 години старост. Така да, проверката на избирачкиот список е обврска за која што гласеле сите партии и потреба реална за идните демократски процеси во Република Македонија. Неопходноста за проверка на избирачкиот список е помеѓу 85 и 90 дена. До 5 март, како што е по закон, а тоа е 50 дена пред денот на изборите, до 5 март има 37 дена. Така да, ако се стигне до 15 април, плюс 50 дена, 5 јуни, би можел да биде проектиран датум за избори. Ако се стигне до 15 мај, 5 јули би можел да биде првиот проектиран датум за избори. Така да, колку и да навлегуваме во аргументите, конечно, ако сакаме враќање на демократските институции во државата, треба да престанат и Заев, и Груевски, и било кој политичар да лицитира со датумот за изборите. Постои методологија и постои закон. Државната изборна комисија е таа, која што за прв пат има тројца независни експерти внатре. Е токму таа, која што ќе каже точен термин до кога ќе го заврши прочистувањето на избирачкиот список и согласно тоа после можеме да седнеме да го проектираме датумот за избори или ДИК да го проектира самиот датум за избори. Секако при тоа напоменувам да не испадне заборавено, состојбите во медиумите мора да бидат разрешени. Тоа што го предлагаме не е наша желба. Да се прифати предлогот на меѓународната заедница кој што е ставен на маса и овде сме спремни нашите сугестии и забелешки да ги повлечеме и конечно да имаме договор за оваа работа. За да можеме секако да се испрезентираме пред граѓаните, пред предстојните избори, кога и да се случат, а ќе се случат. Но сигурно тоа на 24 април нема да бидат. Повелете? Господине Заев, едно прашање. Не ве слушам, не ве гледам, кај сте? Да, повелете. простете. Споменавте, значи, на последната седница на ДИК искочија две информации. Едната од МВР, едната од статистика за бројот на гласачи во Република Македонија. Постоеше разлика во едната и во другата бројка. Сметате ли дека власта, значи двете партии, ДУ и ВМРО ДПМН, одбиваат и понатаму да има попис да се спроведе во Македонија, затоа што тоа може да покаже не само голем одлив на населението надвор, туку автоматски и намалување на бројот на гласачи во одредени општини, каде што Зборувате за попис? Да, за попис. Каде што би довело измени тогаш на децентрализацијата, како што е од сегашната. Сметате дека се плашат од можни пресврти во сите тие работи? Една работа, пописот не е тема до изборите, но пописот е важна операција која што во Македонија мора да се спроведе. Само задоени националисти успеваат да наметнат врз нашите граѓани ваков амбиент. Македонија е мултиетничка држава. Ако сите политички партии, сите наши етнички заедници ја гарантират целовитоста
и унитарниот карактер на Република Македонија, незиниот територијален интегритет. Не треба повеќе да робуваме, што тоа ќе покаже пописот. Пописот ќе покаже тоа што ќе го покаже. И тоа ќе биде нашата реалност. Но каква и да е реалноста, ние мора да градиме заедничко општество. На еднаквост, равноправност помеѓу сите граѓани. И затоа верувам дека се плашат ваквите националисти кои што ја водат Македонија сива овие години наназад, меѓу другото, и го кочат овој процес кој што е неопходен и секоја демократска земја ја има, а самиот избирачки список ќе отвори барем еден мал срамежлив дел за власта, но силен аргументиран факт за сите граѓани во Македонија, кој што исто така ќе биде едно наше срамно минато. Луѓе гласале по 2 пати, по 3 пати, по 4 пати во Македонија. Има фантомски гласачи во избирачкиот список. И тоа е работа која што треба правно, формално, по закон и по устав, да ја утврди Државната изборна комисија. Ние очекуваме прочистувањето на избирачкиот список да отвори многу валкан веш на оваа власт, кој што со години наназад го правела. Една од причините за тоа што многу тешко ни оди преговарањето со медиумите и со избирачкиот список е заради тоа што овде власта е слаба. Токму на тие две теми, од една страна ќе излезе валкан веш, од втора страна само преку масовното перење на мозоци, преку медиумите кои што се под нивна контрола, се обидуваат да обстојуваат на власт. Независни медиуми, слободни медиуми, фер шанса за равноправен надпревар на политичките партии на изборите и прочистен избирачки список, на веќе техничка влада постојна и сето она што е преземено по новиот изборен законник. Ќе видат сите граѓани колку со леснотија ќе замине во историјата Никола Груевски и Али Ахмети.